Добро вечер. Во Скопскиот кривичен суд почна судскиот процес против апелацијскиот судија Ѓоко Ристов, откако во домот на неговите родители во Неготино беа пронајдени 350.000 евра скриени во зид. Ристов на почетокот на судењето изјави дека не се чувствува виновен за делата што му се ставаат на товар. Детали од Михајло Видимлиски. Апелацијскиот судија Ѓоко Ристов негираше вина по обвинението за случајот откако при претрес во домот на неговите родители во Неготино беа пронајдени 350.000 евра задзидани во кујна. Денеска започна судскиот процес во кој на товар на Ристов му се ставаат две кривични дела: противправно стекнување и прикривање на имоти и перење пари. Обвинителството уверува дека располага со несоборливи докази дека сега суспендираниот судија противправно ги стекнал парите кои никогаш не ги пријавил, бидејќи немал законска основа за нивното потекло. Парите кои според обвинителството ги надминуваат неговите месечни приходи, потекнуваат од трговија со влијание. Во суштина, за непријавување на имотот, и тоа оние 350.000 евра, кои се пронајдени, за кои со сигурност можеме да покажеме со проста математичка, документацијска и финансиска основа и докази, дека не може да бидат имот кој легално го поседувал. Јас сум уверена дека овој суд ќе овозможи правично судење во разумен рок, во кој обвинителството ќе ги презентира своите докази, како и одбраната, а од доказите кои ние ќе ги презентираме, уверени сме во капацитетот и квалитетот дека надвор од секакво разумно сомневање ќе докажеме вината на обвинетиот за дејствијата кои му се ставаат на товар. Ристов негираше вина и за двете кривични дела. Не се чувствувам виновен ни за првото ни за другото кривично дело. Нема трансакции, нема утврдено потекло на парите и треба да се докаже врска помеѓу парите и кривичното дело. Секое перење на пари додека не се пуштени во оптек, нема перење. Со обвинението се прави преседан и во иднина секој може да биде гонет ако во домот на неговите родители се најдат пари, рече Ристов. Неговата одбрана во воведните зборови најави дека ќе одговори на, како што тврди, холивудскиот наратив на обвинителството. Парите според неговите адвокати се најдени во зид во туѓа куќа и не се поврзани со неговата судиска функција. Тврда дека ќе докажа дека парите се на неговите родители и дека нивниот имот е легално стекнат. Обвинителството нема случај. Дека кај него зидовите зборуваат, доказите молчат и дека секојаш сензацијата е пред презумпцијата. Обвинувањето за прикривање на имот и незаконито стекнување е поврзано со коруптивни дејствија. Арно ама одговор и на 500 пати ваши прашања, нема кој е таа коруптивна сделка, кој е тоа примен подкуп, кој е тоа предмет, кој е тоа лице. Парите беа пронајдени во 13 поединечни пакувања во апоени од по 500 и 200 евра, а дека токму Ристов ги сокрил парите, обвинителството утврдило со вештачење на биолошки траги. Истрагата против апелацијскиот судија Кривичар беше отворена откако беше уапсен поранешниот државен правобранител Фехми Стафа, кој обвинителството го пријави обвинетиот бизнисмен Љупчо Пецов Ѓаволот, дека му барал 100.000 евра за да му издејствува домашен притвор кај Ристов. Судењето против Ристов го води судијката Билјана Коцевска, која следно рочиште закажа за 9 јуни. Секој има право да го користи својот мајчин јазик, но некој се обидува да создава етнички конфликт каде што го нема, порача премиерот Мицкоски на седмицата за пратенички прашања, на која што покрај меѓуетничките односи се најдоа и теми за состојбата во правосудството и задолжувањата. Владата манипулира со Венецијанската комисија без ниту еден прекин, значи бидејќи со помош на ова комисија ги оправдува сите кршења кои му се прават на етничките, уставните и законските права на албанците. Патриоти од Алиекспрес, кога сте во опозиција, а кога сте во влада, промовирате зелени екоагенди. Венецијанската комисија кажува дали некој закон е согласно меѓународното право. И второ, во тој ист Европски суд за човекови права лежат, фаќаат прашина 14 пресуди за нашето македонско братство, македонска заедница во Бугарија, кое што Бугарија не ги применува. И јас очекував, за да вие бидете објективен, пред да го поставите вашето прашање, да кажете, ние стоиме позади нашите сограѓани македонци.
И заедно ќе се бориме тие да ги применат, бидејќи се составен дел од новата методологија за преговори во Европската унија. Така настапува објективен поддржувач на соживотот во мултиетничка Македонија, мојата и вашата тковина, како македонец и албанец. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта од 1 јуни ја почнува својата 5-дневна турнеја низ земјите од Западен Балкан. За време на посетата, Кошта ќе се сретне со лидерите од регионот и ќе разговара за можностите и предизвиците околу проширувањето, постепената интеграција, регионалната соработка, како и безбедноста и стабилноста. На 5 јуни тој ќе копреседава со самитот на Европската унија Западен Балкан во Тиват. Мојата втора турнеја низ Западен Балкан испраќа јасен сигнал. Посветеноста на ЕУ кон регионот е реална. Исто толку реална колку и можноста за проширување. Моментумот е тука. Сега е време за реализација, порача Кошта во пресред на турнејата. Својата обиколка низ земјите од Западен Балкан тој ќе ја почне в понеделник во Сараево, а еден ден подоцна на 2 јуни Кошта ќе престојува во Тирана, каде што ќе се сретне со премиерот Еди Рама и председателот Бајрам Бегај. Истиот ден ќе отпатува и за Скопје на средба со премиерот Мицкоски. Веќе е распишан третиот тендер за набавка на автобусите за јавниот градски превоз, откри во само интервју градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски. Трет тендер распишан веќе за автобусите. Трет денес е. Денес распишан. Што би значило тоа, дека за брзо време, дека пак сепак годинава може да очекуваат Скопје. Знаете дека трпението на Скопјани веќе име при крај, не при крај истечено име трпението. Јас иако не зависи од мене, ќе чувствувам како сериозен пораз мој, ако не успеам да обезбедам дел од автобусите до крајот на оваа година. Ако не зависи од мене. Актуелно е прашањето со Битпазар, вие се обидовте таму да ставите ограда каде што има див премин до пазарот. Што ќе се случува таму? Имаше отпор од граѓаните и зошто впрочем се инсистира да таму да се стави ограда, зошто не се направи пешачки премин, ако веќе е многу фреквентно? Изработивме ограда, да ја поставиме оградата, но видов дека пога се појави сериозна група на наши сограѓани, и македонци, и албанци, и останати кои што велат не го затварате, направете го регуларен пешачки премин. Како може кај мостот Влајко да има регуларен пешачки, направете и овде. Народот е секојаш во право. Ќе го видам пулсот на граѓаните. Ако граѓаните сметаат дека таму треба да има пешачки премин, ќе има пешачки премин. Ако сметаат мнозинството дека треба да се затвори, ќе се затвори. Почна затрупувањето на свлечиштето на булеварот Теодоси Гологанов во Скопје. Од општината Центар најавуваат санкции за инвеститорот и за изведувачот, откако во понеделникот при ископ беше оштетен дел од коловозот, канализацијската мрежа и уличното осветлување. Маја Стојановска. Почна затрупувањето на градилиштето на булеварот Теодоси Гологанов, каде во понеделникот при ископ со багер за изградба на зграда се појави свлечишта, кој оштети дел од коловозот, тротоарот, канализацијската мрежа и уличното осветлување. Откако експертите алармираа за можни ризици за околните објекти, денеска започна да се обезбедува земјиштето, со цел да се спречат дополнителни оштетувања. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски за Канал 5 вели дека настанатата штета ќе биде надоместена од страна на инвеститорот и уште еднаш нагласи дека ќе следуваат најстроги санкции и за него и за изведувачот, откако било утврдено дека дел од градежните работи на терен не биле изведувани согласно одобрението за градба. Инспекцијските служби на општина Центар и натаму се на терен и продолжуваат со надзорот и постапувањето. Досега се изречени повеќе санкции, а постапките против инвеститорот и изведувачот продолжуваат, откако е утврдено дека дел од градежните активности не биле изведувани согласно одобрението за градење издадено од општина Центар. Дека максимално и најригорозно ќе бидат казнете оние кои не го пременуваат законот, уверува и заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски, под чија надлежност е трудовиот инспекторат. И тој посочува на проблемот со недостатокот од инспектори и очекува наскоро инспекцијските служби да бидат доекипирани, а со тоа да има и поредовни контроли на терен. Трудовиот инспекторат совесно работи работата, оноку колку што има можности и капацитети. Знаете, една од препораките на Европската унија е изголемување на капацитетите на инспекторатите. И трудовиот и пазарниот инспекторат кои се под наша
надлежност. Се надевам дека доека пираноста виднина ќе биде уште поголема и ќе имат поревностни контроли и поревностни казни. Сите оние, меѓутоа, треба малку да работи повеќе совеста. Од општина Центар за утврдените неправилности испратиле известување до основното јавно обвинителство, кое сега испитува дали во случајот има елементи на кривично дело. Толку во вечерниот преглед. Пријатна вечер.